Цената на струјата станува најголем предизвик во работењето на комуналното претпријатие Водовод, поради што тоа е во ситуација на сериозна финансиска закана. Неопходно е да се обезбедат дополнителни средства за да се покријат трошоците за електрична енергија, но и да се бараат други начини за електроснабдување и намалување на опасноста од загуби. На последната седница на Советот на општина Кочани, при разгледувањето на точката за работењето на претпријатието за минатата година, беше нагласено дека трошоците за струја се енормно зголемени и представуваат опасност да се искажат негативни финансиски резултати. До 36 имаме договор, имаме веќе изберено и фирма која што ќе прави студија за економска оправданост на односно со колкав капацитет ќе треба да се инсталираат фотоволтаични централи. Проблемот, да речеме, е многу сложен и во исто време многу едноставен. Значи се работи само за покачување на цената на струјата. Ако остане цената на струјата по мегават час по сегашните цени на светска берза, ние ќе се доведеме во ситуација да само сметката за струја ни го надминува нашиот вкупен месечен приход. Значи целиот месечен приход, сметката за струја ќе биде поголем. И нема потреба нити од некаков кризен штаб, нити од некаков кризен менеджмент. Едноставно решението е тоа да се инсталира фотоелектрична централа колку што може побрзо. Сепак останува отворено прашањето како во Водовод да се надминат високите финансиски трошоци додека да се инсталираат фотоволтаични панели и централи за сопствено производство на струја. Според Иванов, цената на електричната енергија ќе биде главен проблем не само за Кочанското, туку и за останатите комунални претпријатија во државата. Во неколку наврати баравме средби со ресорните министерства и со вице-премиерот на владата на Република Македонија да им го предочиме нашиот проблем, да видиме, да најдеме некое заедничко решение, меѓутоа сега за сега нема никаков одговор, иако во неколку наврати имаме иницирано такви средби. Најголем дел од електричната енергија во Водовод се троши за пумпите за црпење вода од бунарите кај селото Грдовци, како и за нејзин транспорт до филтер станицата во Кочани. За оваа намена месечно се плаќаат по околу 1,5 милион денари. Водовод се соочува и со законски пречки за реализација на планот за изградба на фотоволтаична централа, поради што неопходно е да се направат измени во Законот за енергетика. Со сегашните одредби во законот, јавните комунални претпријатија не би можеле да ја продаваат струјата што во одделни периоди би им се појавила како вишок. Две физички лица и едно граѓанско здружение од Кочани заработија кривични пријави за финансиска измама со средства добиени од европските фондови. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, Одделението за внатрешни работи од Кочани во координација со надлежното јавно обвинителство поднело кривична пријава против две лица со исти иницијали МС, едното на 45, а другото на 41 годишна возраст, како и против Здружение на граѓани од Кочани. Пријавените сториле 7 кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување, според членот 353 од Казнениот законник, како и фалсификување и уништување на деловни книги и измама на штета на средства од Европската заедница. Пријавените во периодот од 1 јануари до 2 септември 2019 година со прикажување лажни и неточни податоци и изјави, како и со склучување фиктивни договори, противправно присвоиле парични средства наменети за имплементација на проект во вредност од над 522.000 денари. Парите биле обезбедени од Европската комисија и биле регистрирани во Централната база на податоци за странска помош при Секретаријатот за европски прашања во владата на Македонија. Голем народен собор се одржа кај манастирот Пресвета Богородица на локалитетот Добра вода кај Оризари, а по повод празникот Источен петок Балаклија. Вообичаено, соборот се одржува на првиот петок по Великден секоја година, на што му претходи празнична литургија, како и пригодна беседа од свештениците за значењето на празникот. За присутните верници беше организиран и празничен ручек,
а пристапот до манастирот и локалитетот е олеснет со изграбата на локалниот пат од Оризари до Добра вода, што општина Кочани го заврши во јануари минатата година. По повод големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов до верниците од исламска вероисповед упати честитка во која стои: во пресрет на големиот муслимански верски празник Рамазан Бајрам, на сите верници од исламска вероисповед во Кочани им го честита и им посакувам овој празник да донесе спокој, мир и радост во домовите. Меѓусебното почитување и човековите вредности нека бидат заедничката водилка која сите ќе не обединува. Да градиме меѓучовечко разбирање и сите заедно да продолжиме кон градење на соживот и подобро општество, со што заеднички ќе бидеме пример за едните генерации кои доаѓаат. Се вели во честитката од градоначалникот Љупчо Папазов. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани Мирче Стојков на пресконференција ја обвини претходната локална власт во општина Кочани дека го оштетила општинскиот буџет поради недомакинско работење. Причина за тоа бил изгубениот судски спор за изградбата на дел од планинскиот пат Крушка Ајдар. Предходната локална власт на СДСМ, предводена од Николчо Илиев, манипулираше дека буџетот на општината е во полна економска кондиција. Но всушност тие само манипулирале, а не домакинското работење го ставале под тепих далеку од очите на јавност. Во 2019 година општината склучила договор со фирмата КОП Инженеринг за изградба на патот Крушка Полаки. Изградбата на патот е завршена, квалитетот на асфалтот е спорен, а Николчо Илиев одлучил да не ги плати обврските кон фирмата КОП Инженеринг. Потоа изведувачот ја тужи општината и си ги бара средствата да им бидат платени според регулираната тендерска постапка. Неодамна на седницата на Совет дознаваме дека судскиот процес завршил со донесена пресуда во корист на КОП Инженеринг. Лошото менаџирање и неспособноста ја чини општина Кочани 4 милиони денари. Пари кои треба сегашната локална власт да ги плати кон фирмата и кон судските инстанци во Република Македонија. Стојков истакна дека со парите што ќе се платат за судскиот спор било предвидено во 2022 година општина Кочани да изгради улици во селските населби, како и потпорни ѕидови и улици во ромското маало. Во фоајето 2 на Центарот за култура Бели Мугри е отворена ликовна изложба под називот "Ракот не е само хороскопски знак" на ликовниот уметник Сокол Марковски од Скопје. Пред љубителите на ликовната уметност се представени 20 дела, работени во масло на платно, комбинирана техника и дигитален принт на хартија, на кои се представени човечки портрети во необичен изглед. На самото отворање на изложбата, авторот истакна дека на свој начин сака да го прикаже моментот кога пациентите со канцер дознаваат за својата болест. Сакав на еден мој експресивен начин да го покажам чувството и болката која што луѓето ја преживуваат во моментот кога дознаваат или додека се болни, како сето тоа го го живеат. За жал некои успеваат, некои не успеваат, за среќа некои успеваат, се зависи од. Без очи е затоа што ако е по на старо правило одиме очите се душата на човекот, јас намерно ги правам без очи за да не идеме да као показател очите да видиме каква е нивната душа, меѓутоа преку гестикулацијата на нивниот лик да видиме каква е нивната болка. Како они се чувствуваат. Значи, затоа избегнав да имам очи како детали. Него да се дупки и да имат тежина, темнина, длабочина, не можеш, не знаеш. Затоа што и да, кога не ја знаеш душата на човекот, не знаеш што му се случува внатре. Од Центарот за култура Бели Мугри истакнаа дека се работи за изложба во рамки на годишната програма за работа, а што финансиски е поддржана од Министерството за култура. Целта на ваквите изложби, како самостојни и групни, е да се збогати сцената, да се сервира една убава култура, една разноликост на кочанската јавност
И се надевам дека сето тоа успеваме преку нашата дејност да го оствариме и ваквите соработки како со Сокол, така и понатаму ќе продолжат и со останатите уметници. Значи, нашиот центар за култура е секогаш добредојден и за помладите и за, да речам, професионалните автори како што е Сокол. И ми е многу драго што ја имаме можноста неговите дела да бидат изложени во Кочани. Изложбата Ракот не е само хороскопски знак во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде отворена до 12 мај. Истата веќе беше представена во Скопје, а по Кочани во наредниот период ќе можат да ја видат и љубителите на ликовната уметност во Охрид. Викендов ќе се игра 25-тото коло од првенството на втората македонска фудбалска лига, во кое Осогово ќе му гостува на Кожув. Гевгеличани им се директни конкуренти на нашите фудбалери во борбата за опстанок во лигата, односно за пласман во единствената втора лига што ќе се формира од наредната сезона. По серијата порази, жолтосините се во незавидна ситуација да играат за да победат, доколку сакаат да го задржат второлигашкиот статус. Поради тоа домакините имаат психолошка предност да играат посмирено и да ги освојат 3 бода, со што и помирно ќе го дочекаат крајот на ова првенство. Тие во моментот со 31 бод се на 5-та позиција, пред Пехчево, Детонит и Осогово, кои заостануваат по 4 бода и се распоредени од 6-то до 8-то место на табелата. Во Виница, Слога 1934 ќе биде домакин во соседското дерби со Каменица Саса. Со оглед на важноста на бодовите за домакините, може да се очекува борбена игра. Гостите од Каменица веќе го обезбедија опстанокот во лигата и можат да одиграат релаксиран надпревар со можност да направат и изненадување. Средбите од 25-тото коло ќе се играат в сабота со почеток од 17 часот. Во рамки на полуфиналните плейоф надпревари во третата кошаркарска лига, Баскет Дино Деликатес в сабота ќе биде домакин на втората реванш средба со Работнички 2018 од Скопје. По поразот од истата екипа од пред 3 дена, нашите кошаркари се подготвени да остварат победа и да го изедначат резултатот, односно да се игра трет надпревар што ќе биде мајсторка, која ќе води во втората лига. За да се оствари желбата и кошарката во Кочани повторно да се врати на повисоко скалило, неопходно е и публиката да го даде својот придонес со огнено навивање. Надпреварот в сабота ќе се игра во спортската сала Сашо Лазарев Чапо со почеток од 17 часот.